Гледате 360 степени. Аерозагадувањето во зимата што е зад нас не доминираше како тема во јавниот простор како што беше некои изминати години. Можеби затоа што други прашања примарно ги засегаа нашите животи пред се пандемијата со COVID-19, а можеби и поради поповолните временски услови кои овозможија струење на воздухот, а со тоа и незадржување на отровните супстанции и честички во долните зони. Но ќе дојде нова зима и темата одново ќе се наметне како проблема, тогаш веќе доцна посуштински да се интервенира. Токму затоа вечерва на безбедно растојание од следната зима одбравме да зборуваме за аерозагадувањето, тема на која комплементарно ќе го надоврземе и прашањето за собирањето и депонирањето на отпадот. Гости во студиото се Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање. Добро вечер, добре дојдовте. Имрама, фондерспофтесен. Дејан Мираковски, професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, актуелен проректор, од пред некој ден избран за ректор. Добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам на поканата. Инаку, можеби најрелевантното атрибуирање би било раководител на лабораторијата Амбиком, бидејќи по таа сте некако и најпознат. Согласен. Филип Ивановски, извршен директор на Пакомак, тоа е непрофитна компанија која се занимава со управување на отпадот од пакување. Добро вечер и добре дојдовте за вас. Добро вечер, благодарам на поканата. Ке почнеме со професорот Мираковски, бидејќи по едногодишно истражување неодамна излеговте со наодите од студијата за, вие ќе го кажете точното име, јас за да биде поразбирливо за гледачите ќе кажам за откривање на изворите на загадување на воздухот со фокус на Скопје. Заклучокот беше дека најголем извор на загадување се емисиите од биомаса. Прво, што се спаѓа во биомаса, професоре? Биомаса е согорување на материјали кои што потекнуваат од растителни материјали, генерално дрвата, иако во биомаса може да спаѓаат и отпадоци од дрвна преработка, отпадоци од земјоделско производство, па и други видови биолошки отпадоци. Значи, преведено, загревањето на дрва во Скопје е најголемиот извор на загадување во зима. Во зима, така е. Но тоа не е единствениот извор. Во проценти колку отпаѓа на загадувањето од емисии од биомаса, односно од дрвото? Значи, тој варира во текот на летото, воопшто го немаме, или има одредени емисии кои ги детектиравме поврзани со биомасата, но детектирани како емисии од отворени извори или согорување на отворени извори се јавуваат во текот на пролетните и раните летни месеци, тоа е согорувањето на стрништата и на есен се детектираат, согорувањето на стрништата и веројатно градинарски отпад по дворовите, парковите, слично. Додека во текот на зимата убедливо доминираат емисиите кои потекнуваат од согорување на биомаса со процентуално, ако зборуваме, од 35 до 60% зависно од месецот и зависно од условите и локациите. До 100% како оди пропорцијата? До 100%, за жал, најголем дел од емисиите се поврзани токму со начинот на загревање на домовите. Наредните некаде 10 до 15% се согорување на нафта и мазут, веројатно повторно, иако се користат и во индустријските процеси, повторно во голем дел во текот на зимските месеци се поврзани со загревањето, и 10 до 15% се така наречените секундарни честички, односно честички кои што не се од примарен извор, туку се формираат како резултат на емисиите, например, на гасовите кои што излегуваат заедно со примарните честички, и некако, ако збирно гледаме, околу 70% од масата може да се поврзе со согорувањето за загревање. Треба да бидеме искрени и отворени кога веќе го отвораме ова прашање и да кажеме дека во јавноста и граѓаните доминира впечатокот дека индустријата е главниот загадувач. И многу често фокусот е таму.
на конкретни индустријски капацитети. Вие работевте цела година, така? Цела година собиравте примероци. Да, цела година беа покриени две локации перманентно, една дефинирана како позадинска, урбана позадинска локација во која немате близу извори кои би можеле да бидат дефинирани како значени извори, ниту сообраќај, ниту индустрија. Тоа е локацијата на станицата на Министерство, мониторинг системот на Министерство за животна средина во Карпош 4. И другата станица беше дефинирана како изложена и под дејство изложена и на емисии од сообраќај и на емисии од индустрија во Ново Лисич. И двете локации покажаа слични карактеристики, иако многу поголема, малку повисоки концентрации, но поголемо влијание на сообраќај имаше во Ново Лисиче, бидејќи е екстремно близко до сообраќајницата, тоа е интензивна сообраќајница булевар Србија. Од друга страна, индустријските отпечатоци се релативно мали. Покрај тоа што ние често ги изголемуваме, ако земете Скопје од индустријски аспект, например, ја има железара и ако поврзани факторите хемиски би требало да носат нели као елемент најмногу железо и метали од групата на железо, или цементара која што пак емисиите би биле поврзани најмногу со калциум и хлор, таквите отпечатоци ги има минимално. Сепак масата, и ако погледнеме и емисионите, не само ние правевме така наречен рецепторен модел. Значи, анализираме што е тоа што се наоѓа во честичките кои што се собираат на одредено место, кои што ги имаме во воздухот. И потоа со математички модели моделираме од каде доваѓаат кои се изворите на тие честички. Самите податоци за емисиите вкупни во воздухот даваат дури и полоша слика од нашата. Например, вкупните емисии на суспендирани честички PM10 по катастрите на загадување се 92-93% поврзани со согорување на водомакинствата, на биомаса. Емисиите и масено и кај рецепторите, односно кај приемниците, индицираат дека се поврзани со согорувањето на дрва. Министре, оваа студија е практично потврда на тоа што го покажале и претходни студии, работени од странски експерти, се разбира за домашни наши потреби. И добро е што сега доаѓа и студија конечно од една наша домашна институција и го потврдува тоа што велам беше познато. Сега би требало да следува одговор од оние што се повикани, во насока на тоа ова што е наод на некој начин да се сузбива, да се намалува. Како одговарате вие на ова што го покажува студијата? Separerende dat sprechfällen steti Suedias, slaga finansuar ka projektin kata hulumtimin, pas punim UNDP-in dhe ku ka qenë edhe Shelc ka qenë edhe shumë i rëndësishëm fakulteti i Shtipit, Universiteti i Shtipit. Ne po, e vërtet është se non-stop ne kemi pat analiza të ndryshme nga ndërkombëtarët, a ka qenë banka botërore, a ka qenë organizata tjetër që na ka dhënë analiza. Por ta së pari herë është që ne kemi data, kemi në shifra të shkencës që e vërteton atë që ata kanë shprehur deri sot. Do të thënë që ne kemi pat një strategji në shtetin tonë për të zbrit përdorimin përdorimit të energjisë së pari, edhe të ndrojmë mënyrën se si ngrohim në shtëpitë tona, po jo vetëm në shtëpitë tona, se profesori edhe mirë shprehi, se përdoret edhe mazuti, edhe përdoret edhe derivata tjera për të ngrohur. Këtu dëshiroj edhe ta shprehi se nuk është vetëm shtëpijet që ndotin, por edhe ndërtesat shtetërore dhe të pushtetit lokal. Flasim për fatkeqje që edhe ka qenë edhe më herët, ka qenë edhe spitali, disa spitale, shkolla, edhe fushnjorit ose ndërtesa tjera. Ne kemi investuar, si që dini, kemi dhënë në subvencione si shtet për inverterë në Shkup, Kumanov, Tetov edhe Manastir, por ajo është një hap i vogël normalisht e vazhdon edhe pushteti lokal vazhdon të subvencionojë atë ndryshim. Gjithmonë kemi shprehur ne se do të ndryshohet mënyra jonë se si do të menaxhojmë dhe të zvoglojmë ndoqjen e ajrit në qytetet tona. Në vitet e fundit kemi pat përmirësim çdo vit, për fat keq nuk ka një zgjedhje të shpejtë, se do duhet investohet në efikasitetin energjetik të shtëpive, izolimin, në mënyra të ngrohje të ndryshme, por në njëjtën kohë këto janë investime. Nuk janë harxime normalisht, është investim kapital që duhet në fillim për qytetarin,
por janë edhe nuk janë të vogla të shumat. Me thënë ato të bleje invertor, ato të bleje një pomp për ngrohje. Me thënë ne kemi subvencione nga shteti, sot e përkrahim qytetarët, edhe ka edhe në programe të ndryshme si që është ajo GEF, Global Environment Foundation, që përkrahen në mënyra me kredite nga bankat komerciale. Ne do të vazhdojmë në drejtim, për gjithmonë kemi folë për ndryshimin e mënyrës të ngrohje. Një nga çelësi ka qenë rrjeti i gazit. Punojmë intensivisht në atë, edhe ajo do të zhvillohet edhe gjithë një ndryshim i madh kur do të ndërtohet ajo. Вие споменавте дека државата субвенционираше купување на инвертори, субвенционираше и во други средства за промена на начинот на грејање, пред се на жителите на главниот град, но сега сме пред одлука на регулаторната комисија за воведување на сосема нов систем за наплаќање и пресметување на цената на струјата, на блок тарифи. Една од забелешките на воведувањето на новиот систем беше токму таа. Од една страна велат државата не тераше да инвестираме во уреди кои што работат на струја, од друга страна сега ќе ја качува цената на струјата. Каде е тука логиката? Дали вие бевте консултиран при изготвувањето на овие нови блок тарифи? Absolutisht kemi diskutuar këtë punë. Ne kemi shërtuar numrat se sa shtëpia do të jenë ato bloka të ndryshme. Edhe blokat do të jenë të definuar nga regulatori. Por, këta janë energji efikas. Me thënë të inverterat nuk harxojnë aq shumë rrim. Thënë argumenti prapë vazhdon se këta janë më të lirë dhe më efikas për të ngrohur shtëpinë se sa elementet e tjera. Kjo do vazhdoj prapë njëjtësh. Blokët nuk besoj të kapin ata. Ne kemi shiquar që mos atë bazën elementare të qytetarëve mos keste rritje në çmim. Ajo është argumenti edhe i rregulatorit. Сакате да кажете дека Se të dëshiroj të them, ideja e bllokave është sa më shumë të harxojsh, sa më shumë të paguash. Tash nëse kemi ne shtëpi të mëdha, edhe ngrohej edhe përdori më shumë energji, nuk ka, do të thënë, ne subvencionojmë edhe atë qytetarin që ka shtëpinë me efikas. Според првичните информации, третата блок тарифа требаше да заврши до 630 киловат часа во скапата тарифа од 7 наутро до 22 навечер. Иако има најави сега дека можеби ќе се зголемува таа горна граница, сакате да кажете ако се греете на инвертер, нема шанси да потрошите 630 киловат часа? Nuk besoj se do të jetë sa që lart, normalisht ka dhe pyetje sa hapësi të madhe ka një banesës në një shtëpi. Është shumë e rëndësishme dhe ajo normalisht. Nëse ka është një shtëpi e madhe me shumë invertera, e mundshme është që do mund të kalojë ato bllokat. Por shifrat të sakta akoma nuk ka vendim për atë, por me siguri do të informohen së shpejti se sa do të jenë ato shifrat e bllokave në ardhmje. Добро, но таа голема куќа може да има и повеќе броила, така што не мора да биде на едно броило, нели? Но тоа е друго прашање. Професоре Мираковски, главната причина за тоа што овие штетни субстанции се задржуваат во ниските слоеви во Скопје се така наречените температурни инверзии, карактеристични за котлини. И тоа не е карактеристика само на Скопје, на сите котлини. Има ли начин како да се влијае на температурните инверзии? Постојат такви идеи, иако генерално тоа не е во праксата. Речи си, нема успешна практична примена. Оти тоа е за публиката да кажеме, котлината практично како да има поклопец, капак од озгора и едноставно воздухот не може да се движи. Во природата температурата на воздухот би требало да опаѓа со движењето нагоре. Во текот на зимата, посебно во котлинските услови, температурата во приземните слоеви е пониска, а повисока е над нив и природната циркулација престанува. И Скопје, а и сите котлини во Македонија имаат изразито, континенталните котлини имаат изразита температурна инверзија и воздухот стои, кога го полните со загадувачки материја, а не се врши нивна дисперзија, концентрациите од ден на ден растат. И затоа имаме такви епизоди од неколку дена во кои може да станат и екстремни концентрации. Има примери во светот на кои што успешно се влијаело на температурните инверзии? Јас бар не сум научно применети одредени активности на разбивање на магла, раздвижување на воздух, постојат не во големи димензии. Искрено треба да влијаеме на изворите на загадување, односно да ја намалиме масата што ја изфрламе. Сега временските услови и локацијата, таму сме каде сме, не верувам дека ќе успееме нешто драстично да промениме.
Господине Ивановски, вие сте директор на Пакомат. Моето прво прашање би било како жител на Скопје, живеете во Скопје, така? Имате чувство дека последните години загадувањето е намалено? Субјективно, да. Или барем дека периодите на загадување се пократки од колку што биле. На што се должи, не би можел да кажам како граѓанин, да речеме. Да, министерот рече дека има податоци кои што покажуваат во континуитет намалување на нивоата на загадување, но факт е дека последната зима, предпоставам ќе се сложите, дека ова не беше доминантна тема, како што знае да биде другите зими. Не оптоваруваше некако. Да, рековте ви убаво дека имаше поважни некои здравствени теми кои не оптоваруваа, февруари веќе и други теми почнаа да бидат важни. Она што имам јас како чувство, барем се сметам за генерации што повозрастни би рекол. Значи јас сеќам како студенти дека буквално Скопје било позагадена кога работеа железарница, ОХИС и се сеќаше и мирис, може да лоцират од каде доаѓа загадувањето, само тогаш не се мереше. Мислам дека се прави овие години доста на тоа прво да се лоцира каде. Професорот спомена дека главно загадувањето сега доаѓа од, за разлика од тогаш кога беше од индустријата, сега веројатно од домаќинствата, но би дополнил дека граѓаните, дел од граѓаните освен што се греат на дрва, како плюс би рекол гориво што е со калорична вредност, многу од нив користат и пластика, бидејќи пластиката има калорична вредност, дел од нив користат дрвени прозори кои се врати што од реновирање па си ги зимат од отпадите, си ги горат палети, што плюс го влошува, освен што е дрвот, имате тука горење на разни лакови, бои, дел од работилниците користат се уште моторни масла кога менуваат па го горат маслото, што исто е лошо, така да тоа е Ова предпоставам дека делно и од искуство го зборувате, бидејќи вие сте и на терен, не лично вие, но ваши тимови се на терен. Преку отпадот, тоа е интересно, отпадот и воздухот би требало заедно да ги гледате, бидејќи како се однесувате кон отпадот? Ќе се обидеме да го третираме вечерва сето ова, да. Како се однесувате и го третирате отпадот, се рефлектира и врз квалитетот на воздухот. Така да тие некои информации што ги имаме, обично граѓаните, да речеме, во оние помали работилници и сервиси, тоа моторно масло и не е само моторно, има тука различни масла, не завршува баш кај што треба да заврши, тука е полесно да се измеша со нешто да се изгори во некоја мало ќумбе. Да. Мираковски, во студијата има препораки што треба да се прави за да паѓа нивото на загаденост? Генерално споменавме и се фокусиравме само на емисиите од грење, да кажем. Постојат и да кажем, емисии од отворено согорување или согорување на отпад на отворено, дали е тоа отпад од земјоделските активности или други видови на отпад, многу јасно изразени, посебно во текот на пролетните месеци и во текот на рано лето, овој период, може и кога доваѓате, ја кога патувам од Штип за Скопје, прилично интересно се лоцира целата котлина и гледате доста места со огнови, со дим, мислам дека и тоа е сериозен извор и значителни концентрации на емисии имаме. Дополнително во текот на летото имаме највисоки концентрации доаѓаат од така наречената земјена, да кажеме, или минерална прашина. Прашина што содржи минерални материја е поврзана со ресуспензија на прашината која се таложи по сообраќајниците, со градежните активности. Имаме релативно високи концентрации во текот на летото. Надминувањата доаѓаат од други извори, од согорување на оган на отворено и други видови на отпад. Интересно е што кога го маркиравме тој извор, обичниот отпечаток е, например, елементарен јаглерод. Во Скопје и имате и метали врзано со тој отпечаток, што не би требало да ги има. Што значи тоа? Тоа значи дека горат отпад за да го продаваат бакар или нешто слично. Имаше, например, бакар у фактор. Кабли, веројатно. Сгорување на кабли, за да се дојде до бакарот, се горат на отворено и каблите. Се горат на отворено. И хемиски, иако не би требало да биде арсенот, например, се очекува да биде како метал и главната емисија на арсен во воздухот доаѓа од согорување на отпад на отворено. Тука логично се наметнува прашањето за капацитетот на инспекцијските служби. Каков е капацитетот, министре? Недоволен во секој случај. Sad pari do të shprehim të dhe si të shprehim se ku është
injerenca dhe mundësia e inspektoratit shtetëror të intervenojë në këta zjarre të hapët. Inspektorët shtetëror zakonisht mirën me instalimet e industrisë. Në të bëjnë kontrollat edhe matjet për industrinë. Edhe se normalisht ka dhe inspektorat të qeverisë lokale. Tashme në ligjin e ri, që ne kemi kaluar në kuvent para 2 muajve, është mbikëqyrësia e inspektimit në mjedisin njësor, ku do të harmonizohen të entitetet, me thënë bashkëpunim të kesë më të mirë, edhe të vazhdojnë të bëjnë kontrolla jo të rregullta. Me thënë jo mos sipas planit, por nëse ka ndoqje të ketë drejt më një herë të bëjë inspektim inspektori. Por çfarë do të definojmë këtu se zjarret e hapura nuk janë në injerencën e inspektorit shtetëror. Ata injerencët i kanë më shumë për installimet e industrisë. Ato vazhdojmë të kontrollojmë, edhe me qenë se ndoshta nuk ka qenë përqindja e lartë në studimin, do të kesh edhe më shumë kontrolla të rrepta për industrinë. Por këtu është edhe ne të marrim masa si qytetar, edhe të lajmërojmë nëse shohim kështu zjarre në fush, djegje të mbetjeve, të reagojmë ne. Derisa ne akoma nuk kemi kaluar, nuk kemi ndërtuar infrastrukturën në shtet për ngrumbullimin e veturinave edhe krijojmë një sistem të duhur. Realiteti është që ne nuk kemi rregulluar këtë nga pavarësia e shtetit tonë. Ta së pari herë në vitin e kaluar kemi propozuar dhe kaluar në kuvent 6 ligje të reja. Dhe së pari herë në ligj shkruan se si do trajtohet goma, mbetjet e vajrave të ndryshme industriale edhe të tjera. Por ta është fillimi, tash është koha e implementimit, edhe ndërtimi i infrastrukturës për ngrumbullimin e mbetjeve, që mos ketë mundësi të kesë zjarre, do krijojmë zjarre nga mbetjet e gomave të tjera, por edhe shumë mirë shpjegojmë profesori, më falni se u ndërpres, por është vërtet se në fillim të sezonit të verës ose në pas dimrit edhe para dimrit ne kemi zjarre të hapura në përfusha. Këto janë me siguri ndoshta mbetje të bujqësisë. Dhe këtu ka mundësi të bëjmë ngrumbullimin e asaj dhe të përdoret si një alternativë derivat për industrijen cila përdorën petrokoks ose diçka tjetër. Što drugo na sistemsko nivo прави владата во овој момент за да работи на намалување на нивото на загадување на воздухот? Tash zhvesh, është ideja për kryesisht subvencioni për krahja e qytetarëve për të investuar në energji efikasitet ose ndryshimin e ngrohjes në shtëpi. Normalisht që ne kemi kaluar edhe rregulla se si çfarë kualiteti do të ketë peleti ose druri. Se druri zakonisht do të ketë një lagështi ndër 20% për të përdorur për ngrohje. Nëse është mbi atë krijon më shumë ndoqje. Ato do të kontrollohen edhe tregu se si shkon. Të tjerat janë, do të vazhdojmë normalisht, kjo është për krahjen e qytetarëve, por siç thash edhe më herët, se kjo është një realitet, ne siç një ministri, tash kemi bërë një hulumtim me gjithë institucionet shtetërore dhe kemi bërë kërkesë te komunat të na informojnë cilat ndërtesa ngrohin me mazut, me derivate me naftë ose me biomasa të ndryshme, që të përkrahim të obligojmë institucionet shtetërore normalisht, ne nuk kemi drejt të obligojmë pushtetin lokal, të obligojmë të investojnë në ndryshimin e ngrohjes të ndërtesave institucionale. Edhe vazhdimsi, siç u thash, është përfundimi, shpresoj se më shpejti të përfundoje zgjedhja e firmës cila do të ndërtoje gazifikimin sekondar dhe terciar në shtetin tonë. Добро, тука ќе се префрлиме на втората тема, тоа е собирањето и депонирањето на отпадот, која што е комплементарна на ова. Министре, до вас е првото прашање. Од 2018 година владата рече дека ќе преземе кај себе обврската да ги основа и понатаму да го помогне во споставувањето на регионалните депонии. Малку тоа е видливо на терен. Зошто? Тоа прашање некако сега веќе децениски почнува да ни се провлекува, а никако не гледаме резултат. Që në së pari herën edhe të në të vedishëm edhe të qartë edhe transparent që me dekada si që thatë ju, nuk ka pat investime në infrastrukturën e ngrumullimit të mbetjeve. Tash po, deklarata kanë dhënë gjithë komunat që të hapën drejt qeveria që marrë injerencet komunave. Derisa nuk kanë qenë projektat gati, derisa nuk kanë qenë struktura financiare gati, për të investim nuk ka nevojë të mirën injerencet komunave.
Се прави на личен още, че комунът мирен ме громолимин амбеция веде депонимин. Таш не дith едим, че ата но кан капацитет, но кан фучи финансиар, пъртен дъртуар депонит. Edhe për transfestacione edhe gjëra tjera. Para punë ne tash kemi kërkuar një huazim nga Banka Bergji për 55.5 milion euro dhe kemi një grant komponent nga shteti Zvicran, që do të ofrojë edhe 9 milion franga zvicrane dhe aplikojmë në WBIF, që është fondi i Bashkimit Evropian për një grant komponent shtesë. Me atë ne e kemi dokumentacioni gati, pa projektin gati, me thënë që të ndërtojmë ta rehabilitojmë dhe të ndërtojmë deponin me standarde ndërkombëtare normalisht në asnjë mënyrë ndryshe në Rusinë për rajonin Pollogut, cila ka një aglomerim me bashkëqytetar 300.000 deri 350.000, të njëjtën vlem për jug perëndim, bashkuar me Pelagonien, cila ka një aglomerim të njëjtë të qytetarëve dhe jug lindje me Vardari. Каде се најдалеку отидени работите? Каде е најнапред работата отидени? Ma para është se ligji është në kuvent, ka kaluar seancën e ka miratuar në seancën e parë, tash presin komisioni të kaloje, ne imi tek tash kemi filluar me përzgjedhjen e konsulentit që i përfundojë dhe i përgatitet dokumentacione tenderike dhe besojmë se deri fund vitit të fillojmë të shpallim disa investimet që do fillojmë me thënë të blejna kamiona, kontenjera për komunat që të mirën me ngumullimin, të me të kohës dhe vazhdojmë të fillojmë me ndërtimin e transfestacionave dhe deponisë. Normalisht që kjo do pa kohë, por deri tash nuk ka pa mundësi. Предпоставам дека една од компонентите во сето тоа ќе биде и примарна селекција, обид за примарна селекција кај домакинствата. Го имаме господинот Ивановски тука од Пакомак со искуство за тоа каква е свесноста кај граѓаните, подготвеноста за тој тип на примарна селекција. Вие токму тоа се обидувате, меѓу другото да го работите. Да, ние веќе би рекол 7 години поред правиме истражување на граѓаните во 9 оглавно урбано население во 9 градови низ Македонија околу односот на граѓаните кон селекцијата, дали го селектираат отпорот, колку често, зошто не го селектираат, ако не го селектираат. И правиме некој, го следиме тој тренд и може да кажам дека имаме навистина подобрување на свесноста кај граѓаните и барем декларативно 90% од граѓаните сакаат да го селектираат отпорот или велат 50 и нешто, велат дека тоа го прават често или понекогаш. За разлика од пред 7 години, 8, кога тие проценти беа многу помали, граѓаните се вољни да вршат примарна селекција. Главна причина зошто тоа не го прават е недостатокот на контенери, една од причините. Имате група на граѓани што изричито кажуваат дека не сакаат и не се заинтересирани да го, тоа е високи 10%, не ја кажуваат причината зошто, но немаат однос кон отпадот и не се заинтересирани истиот да го селектираат. Но доминантно, сакам да кажам, доминантно граѓаните имаат свест за селекција на отпадот. Дали таму каде што има контейнери се покажува таа подготвеност на граѓаните? Дали го демонстрираат тоа? Посебно се гледа на делот на стаклена амбалажа, бидејќи тие контейнери не се со посебно мал отвор, не се предмет на вандализација од страна на неформален сектор и така натаму, така да можеме да кажеме дека за 5-6 години, можеби помалку од 6 години колку што собираме стакло од општините, ние веќе сме дојдени сме дошли до количини кои претставуваат 30% од тоа што во Македонија се генерира како стакло, што се пушта на пазарот, ние веќе го собираме. И тоа не би можеле да го правиме ако граѓаните не се совесни и не го селектираат отпадот примарно. Има начин тоа да се стимулира? И дали се стимулира? Има начин да се стимулира. Значи, нашиот приод полека како што зрее низ овие 10 години, да кажам дека ова е процес, све што збориме не може да се случи преку ноќ. Во ниту една земја не се решил отпадот за една деценија. Значи, треба време и веќе сме во фаза кога треба од проекти да преминеме на имплементација. Граѓаните сака да селектираат отпад, може да се стимулираат и ние тоа веќе го правиме, посебно за делот за пластика и лименки, каде што освен декларативно и повикување на јавната свест, пробуваме да им понудиме одредена финансиска компензација за нивната активност, да ги фрлат лименките и пластичните шишиња пред се на посебно место, но тоа е, би рекол, морковот од целата наша тактика. Значи,
Сакаме да направиме позитивна стимулација на граѓаните тоа да го прават, но од друга страна тука треба државата, институциите и општините како најблиску до граѓаните да почнат да преземат мерки за оние граѓани кои не го прават тоа. Значи имаат можност да го селектираат отпадот, имаат контейнери, но не го прават тоа. И тука е делот на стапот. Како може тоа да се контролира? Значи со казни, многу со казни, со финансиски, да речеме, првото што треба општините да направат граѓаните да плаќаат по она колку создаваат отпад. Значи тој што создава отпад треба повеќе да плаќат и на тој начин тој што рециклира и не создава толку отпад ќе плаќа помалку. Значи финансиската мотивација, но не на страната на наградување, ги казнувате повеќе да плаќаат ако не го селектираат отпадот. Значи тие два механизма, позитивен реинфорсмент и негативен или мора да функционираат заедно. Да не се лажеме, ниту Германија, ниту Швајцарија, ниту било која земја не станала тоа што е денеска, веднаш за краток период или само со стимулација на граѓаните. Прашајте ги нашите доселеници и селеници кои ќе се вратат како функционираат системите во нивните земји, ќе ви кажат дека ако не го селектираат правилно отпадот, следат казни 500 евра, еднаш, вториот па 700 евра, па почнуваат дома да го селектираат отпадот и примерно да го одлагаат. Тоа е тој казнен дел. Ова е едното ниво на граѓанската одговорност. Пред него има уште едно, а тоа е изборот на локациите каде ќе бидат овие регионални депонии. И гледаме дека се спомне место, се крене локалното население, има голема недоверба. Веројатно тоа е некаков резултат на општата недоверба кон институциите генерално во државата, за тоа дека ќе се направи регионална депонија, ама таа нема да биде по стандарди, дека ќе го загадува дополнително, ќе загадува областа во која што ќе биде поставена. Последно мислам дека во Новаци има сега таму населението се буни зошто ќе се гради регионална депонија во Новаци за тој и уште за еден регион, мислам дека за два региона, така? За Пелагониски и за југозападен. Poštujem što vërtet. Shqiptani ne normalisht që edhe me mjetet nga banka ndërkombëtare dhe nga mjetet fondet grant nga Bashkimi Evropian. Новаци да се подсетиме, Дебарца, па и во Полог, секаде. Shqiptani, çfarë është e rëndësishme të shpjegojmë se ne nuk ndërtojmë deponijat e egërta, a është besimi, ndoshta si thotë ju, a kanë qytetarët besim në institucione, a ndoshta qytetarët kanë përvojë të dobët shumë me deponijat e egërta. Po këto deponije që ne dëshirojmë të ndërtojmë, janë me mjete ndërkombëtare, janë me fonde nga Banka Evropiane për zhvillim dhe rekonstruim, edhe ata e udhëheqin edhe projektin. Me thënë, ndërtimi do të jetë në mënyrën e ndërkombëtare. Edhe do të menaxhohet ashtu edhe më të qe. Edhe lokacionet janë larg vendbanimeve normalisht. Me thënë, nuk do të ketë ndoqje në tokë, në ajër edhe ujëra ndërtoksore. Por më të qe do të hapet edhe shumë vend pune për rajonin atje. Me thënë, ka edhe përfitime për komunat ku do ndodh ajo. Zakonisht me biseduar ju me kolegët, për shembull, dhe marrëm Sloveninë si shembull, sa është në sasinë të njëjtë si ne ka, edhe historinë të njëjtë ka si ne, edhe atje të njëjtën ka pat rezistencë nga komunat e në afër. Por tash me shkuar atje, zakonisht komunat e kërkojnë të kenë kështu installime në afërsi, sepse krijon shumë përparësia të tjera, siç është vendpunimi, të krijon edhe industri të ndryshme për reciklim, për përdorim e gjëra tjera në afërsi të këtyre lokacioneve. Çfarë do të prek nëse ka mundësi se përpyetjen e selektimit të parë, se kjo është shumë e rëndësishme këtu. Se së më shumë ne të bëjmë selektim primar nga qytetari, së më pak do të dërgohet në deponi. Sa të njëjtën kohë i ulën edhe harxhimet e ndërmarrjes komunale. Këtu çfarë bën shteti, dëshiroj edhe këtë të informoj që nga mjetet që ne kemi mbledh nga ata kesët plastike që kanë qenë, ose biodegradueshëm plastike, ato mjetet që janë deri 740.000 euro, ose 24 milion denar, ato mjetet do të kthehen të gjithësisht në këtë qytetarët. Ne do të blejmë kontenjera për selektimin e plastikës, të limenka ose hekri si quhen saj dhe për letra. Këtu ne do bashkëpunojmë bashkë me skemat e gjën me përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesve, edhe me çdo komunë që të kenë një marrëveshje ndërmjet nesh, ndërmjet të tre ndërmarrësve, institucioneve edhe ndërmarrjes, që të ngrumullohen dhe të
att de bättre så selektoren na атокоденjera. Професоре Мираковски, вие од септември ќе водите на голема институција. Многу отпад се произведува, предпоставам, на дневно ниво во институцијата, сакајки на сакајки, нели? Во моментот имате систем за примерно селектирање? Функционира на ниво на Штип таква нешто? Во Штип функционираат системите на Пакомак и постојат системи, мислам, за стакло пред мојата зграда како граѓани. Зборувам и за пластика и лиминки, имаме контейнери, жолт и зелен, а на универзитетот? На ниво на универзитетот хартијата генерално собираме, иако веќе сите мейлови се праќаат со предупредување да не се печати доколку тоа не е неопходно. Со отпадот управува комуналното предпријатие, контейнерите нивни. Планираме да направиме малку поголем исчекор кон, да кажем, еколошкиот отпечаток на универзитетот, да го намалиме, од инвестиции во соларни системи за да ја подобриме или да се ги намалиме сметките за енергија, до поефикасно управување со отпадот, па и некои експериментални техники кои што може да ги примениме, да ги пробаме прво на ниво на универзитет. Бидејќи ако не друго, до областа сте сега, како ректор. Тоа планираме. Не, може да го воспоставите како некаква хоризонтална вредност, сигурно на ниво на универзитет и да водите сметка за тоа. Па би требало универзитетите да бидат пример како другите да постапуваат, од тоа да ги собираме, зборувам, секундарните суровини што може да се селектираат примерно, но и на пример постапување со биоразградливиот отпад, негово компостирање, искористување, одредени постапки за рециклирање, развој на техники и целото тоа да го правиме во рамките на универзитетот, да почнеме како иницијатори, а потоа се надевам шемите за управување и министерствата ќе ги преземат да го постават на ниво на државата. Ивановски, споменавме Стапи Морков. Една од темите која што постојано ја следи оваа дебата околу воспоставувањето на регионалните депони се сметките за кои што ќе ги плаќаат граѓаните и цело време се велеше дека да, ќе се воспостави регионална депонија, ама сметката која што ќе треба да се плати ќе биде повисока. Да, можеби системот ќе функционира подобро, ама сметката за граѓаните ќе биде повисока. И од социјален аспект тоа не е многу популарно за политиката и цело време бегаат од тој тип на одлуки. Едно време се слушаше дека можеби треба и да се субвенционира целиот тој процес за граѓаните да не го почувствуваат на свој джеб многу и така натаму. Што е вашата препорака во таа смисла? Прво треба да сватиме како граѓани и општините и локалните власти и политичарите дека управувањето со отпад не е бесплатно и дека чини пари. Чисто за споредба, сметка во Скопје, ако не се лажам, не знам колку е во Штип, на едно домаќинство за отпад е, мислам, неколку 350 денари. За, може би и помалку некаде, ја плаќам 320 денари. Значи, за 5 евра треба да дојде некој да го подигне сметот од мојот дом, да го однесе и правилно да го третира. Тоа не е возможно. Значи, тоа треба да го сватиме. Тоа е неодржливо. Неодржливо. Значи, не можеме како граѓани ние да бараме да имаме управување со отпад како во Германија, а да сакаме да платиме 5 евра. Во Словенија истата услуга е 20, значи 4 пати повеќе. Ќе речете платите се повисоки, трошоците можеби за собирање се повисоки, не се 4 пати повисоки. По нас најмалку сметката за комунална услуга треба да биде имате општини каде што плаќат и 2-2,5 евра. 150 денари, што исто не е одржливо, не е одржливо. Значи, сметката треба да биде околу 10 евра и постепено да расте. Бидејќи без пари ние ќе инвестираме во модерна центри за управување со отпад, но потоа треба да бидат оперативни, треба да функционираат, а за тоа треба да се покријат оперативните трошоци. Така да, како граѓани кои ќе сватиме дека управувањето со отпад не е ефтино, тоа е првиот чекор и не сум сигурен дека граѓаните не се вољни да платат уште 2 кафиња, толку ќе чини плюс големањето на сметката, уште 120 денари или 200 денари, да се откажат до 2 кафиња во месецот, како семејство, ако видат дека на улица нешто се случува со тие пари, значи ги видат нови контейнери, нови камиони, дека нешто се прави, дека се селектира отпадот, мислам дека нема да бидат против. Ќе бидат против, да, ако видат дека локалната власт вработува, а имаме такви локални предпријатија каде што имате многу вработени, ама нема кој да мете на улица, бидејќи сите се во администрација. Значи, ако се продолжи со оваа политика во комуналната област, каде што локалните самоуправни избори, кандидатите за градоначалници скачат со тезите дека нема да качат комуналната сметка,
а вработуваат, продолжуваат да вработуваат луѓе во администрација, нормално дека граѓаните не сакаат да платат за плати непродуктивни. Но ако видат дека нешто се случува на улици, ако им се објасни комуникација која има со нив, зошто се прави ова, мислам дека нема да биде проблем. Дури и проблем главен што ги имаме ние со овие регионални центри што ги споменавте, дека граѓаните се бунат затоа што немаат јасна информација што се сака да се направи. И она недоварба што имаме кон институциите генерално се проектира на тој проект и велат да, има проект, ама нема да го направат така. Па ќе го направат така, ама после нема да работи како што е проектирано да работи. Значи ние мораме да совладаме таа недоверба кај граѓаните на сите нивоа, отпадот е само едно ниво, да веруваат во државата и кога државата ќе рече да, ова е за ваша добра, навистина да веруваат во тоа. И тоа е комуникацијски проблем. Да, министре Нуредини, кога првата регионална депонија би можела да биде готова и да функционира? Имате некаква проекција? Знам дека е секогаш проблематично да се оперира со рокови, но барем оквирно некаква дата. Vërtet po thotë keq që në mund të anë saktë se kur në dëtohet ajo, po çfarë është rëndësishme që në rajonin e lindje veri lindor, sa është financuar nga fondet evropian, Bashkimi Evropian, së më shpejti të fillojë tenderimi i projektit, edhe atje besojmë që brenda 6 muajve mund të nënshkruat marrëveshja dhe të fillojnë të ndërtohet. Normalisht që të shkojë një kohë 18 muaj e më shumë për ndërtimin. Një të gjë është edhe për Rusinën në Polog, pastaj vazhdojmë edhe, siç më përmendë gjithë Novacin, edhe për rajonin e Dyqera. Besojmë nëse shkon çdo punë, si do të hecë pa pengesa ndryshme, obstruksione dhe me bashkëpunimin e paqetëshme të pushtetit lokal, se nëse nuk ka bashkëpunim të pushtetit lokal, krijohet vështirësia, besojmë që brenda 2 vit të gjys ne mund të krijojmë një sistem në shtetin ton ku ngurmullimi dhe deponimi i mbetjeve do të zgjidhet gjatë. Po në ndërmjet kohës, ne normalisht që do të punojmë, ne fillojmë me selektimin e motorinave. Se unë jam shumë besoj që qytetarët tonë kanë dëshirë të bëjmë selektim. AF kur fillon selektimi, rritja përqindjet e selektimin e ulën nevojën e deponisë. Dhe në ndërmjet kohës, sasia që do të shkon ato deponijat, jo standardet ashpetash, do të ulët. Да каков енергенски функционираат депониите, регионалните депонии? Што ќе трошат? Струја? Што ми е поентата? Да не се случи некој да ги исклучи затоа што ќе трошат многу струја, а струјата ќе биде скапа. Nuk do të jetë se struja parë para aty, se pari, po normalisht ne do të investojmë edhe në infrastrukturën, pa motoqet, do të investojmë në infrastrukturën të mbulimit të gazrat sërë, gjëra metane që dalën nga ata. Ajo është edhe mundësi përdorim për të përdhuar rrim. Ato mund të përjen të qëndrueshme të bëhet. Me thënë të bëhet deponia në mënyrë veç qëndrueshme. Kjo është standardet që ndodhin ndërkombëtar. Pastaj, ajo pjesa që të trajtohet edhe mbulohet, atje pastaj mund të investohet me panele solare. Se ajo tokë nuk është pastaj për bujqësi, por mund të investohet për të prodhim energjisë të rinevueshëm. Nuk do të ketë atje në mënyrë për të ndalë rrimën, si thënë aty, por do të vazhdojë punën se do të ketë me menaxhimin e do të jenë bagera dhe gjëra tjera elemente të duhura në vend. Por nuk besoj se askush do të ndalë rrimën atje. Професоре Мираковски, неодамна по пожарот кај некогашната фабрика Треска во Скопје беше актуелно уште едно прашање поврзано со теми од животната средина, а тоа се азбестните покриви на тие објекти таму. И дел од ваши колеги од Природно-математичкиот факултет во Скопје алармираа за тоа дека отстранувањето на отпадот по пожарот мора да биде направено многу внимателно, бидејќи азбестот знае да биде многу опасен. Имате конкретен увид што се случува таму? Чисто од научен, да кажем, интерес. На предметната локација немаме увид, ние како лабораторија сме акредитирани за анализа, односно утврдување на азбест и во материјали во амбиентни концентрации или изложеност на азбест во амбиентот. И имаме одлична софистицирана техника за негово детектирање со сканинг електронска микроскопија. Тоа е една од најдобрите техники за анализа на азбестните влакна. А за анализа во минералите, рентгенска дифракција, генерално не внимаваме на еден многу сериозен аспект. Тоа не знае да биде, тоа е опасен и е дефиниран како алфа-канцерогена субстанција или канцероген материјал, кој што доколку влезе во респираторните органи, останува тој
минералот како минерал е екстремно отпорен, затоа и се користил во градбата или за не тешко се раствара, отпорен е на висока температура, останува долго време во организмот и во животната средина. И доколку не се постапува правилно со тие кровни плочи, прво не знаеме дали е само во кровните плочи или во други видови градежни материјали, бидејќи тоа се користи за изолација и во ѕидовите, на некои други системи за загревање, како што се печки. На многу места се користел, се до неговото забранување некаде во крајот на 80-тите години, така да треба прво да истражиме каде го има, во кои форми. Таков да кажам некаков провизорен катастар на локации каде се го има не постои. Мислам дека не постои од Министерството. Ние во моментот работиме на еден интересен проект да пробаме да ги мапираме крововите со помош на сателитски снимки. Па ќе видиме дали ќе успееме. Генерално се работи за многу опасна материја, која што треба да се, со која постојат правилници. Државата има систем законски регулирано како се постапува, кој смее да постапува и како да го депонира. Меѓутоа, тоа мора да се внимава. А во урбаните зони мора да се внимава и на мониторинг на околината, бидејќи кој да работи опасно ќе биде и за тие што ќе го отстрануваат, а опасно и за луѓето. Знам дека едно од прашањата беше дали има фирми со стручни луѓе што може тоа да го направат, ама не знам до каде отидоа работите баш на конкретната локација. Министер, ќе коментирате нешто на оваа тема? Ja, da godom se është një mbetje shumë e rrezikshme, gjithemi të vetëdijshme atë, ta bota është të investuar të tërheqën nga ndërtesat a janë të institucionale a private, edhe ne do kujdesemi normalisht në bazë të informatave që kemi ne nga inspektorati që ishte normalisht në lokacion të humbtoje se janë procedurat që të shkojnë, ato informatat e kemi që a trajtuar në mënyrë sipas rregullativës edhe deponimit. Por, dakordom që ne duhet të kryejmë një analizë dhe të kemi një database në shtetin tonë se ku kemi akoma asbestos. Se tanë botë është të tërhekat nga vendet publike dhe në vendet private, se akoma kemi në goxha, për fatkeq që i tha kulme kemi që janë me asbestos. Ato duhet nga dhe dalë të tërhiqen. Por, më siguri profesori ka djeni më shumë se unë këtu, rrezike kryesore në asbestos është kur thehet edhe kur bëhet në pjesa të ndryshme dhe krijon një si thon dust, krijon ndoqi më shumë. Besoj se ashtu është nëse nuk gaboj unë për asbestos. Rrezika ndryshme është nëse trajtohet në mënyrë të duhur me ekspert, siç tha edhe profesori, është mënyra e lehtë për të tërhequr nga infrastruktura. Por pengesa kryesore është kur thehet asbestos, atëherë krijon rrezike më të lartë. Добро. Ивановски, колку имате покриено од Скопје со ваша инфраструктура на контейнери? Па ние се стремиме да на секој 1000 жители во сите градови кај што работиме, негде работиме со општини во кои живеат околу 75% од населението, се надеваме ќе стигнеме до 100. На ниво на цела држава? На ниво на цела држава, да. На 1000 жители да поставиме барем еден контейнер за пластика, еден за стакло, еден за хартија. Да речеме во Штип, мислам дека веќе сме постигнале на 1000 жители да има... Тоа е некаков европски стандард. Па да, да речеме за по-ретко населена област се оди на 600, каде што нема толку концентрација на население. За во градови на 1000 жители да имате еден пакет од 3 сета е задоволителност. Нормално треба да го празните регуларно. Во Скопје сме негде, на стаклото имаме негде околу 400 контейнери, ако Скопје има 500.000 жители, веројатно фалат уште 100-150 контейнери за стакло. Послаби сме на пластика и на хартија, од причина што кога ги ставаме контейнерите многу брзо се вандализираат, па наоѓаме, измислуваме, би рекол, некои типови на контейнери што потешко ќе биде да се превртаат, да се земе материјалот од нив, но продолжуваме и понатаму, веруваме дека и вендинг машините што ги планираме во следниот период да дојдеме до некоја бројка од 400 низ Македонија. Во моментот колку имате активно? Во моментов имаме 7, но планираме до крајот на годината да имаме едно 50-тина и преку тој систем да лименките и пластиката како шише зборам да оди во тој канал, во контейнерите на улица ќе остане другата пластика да се собира пластиката што е со поголем диаметар што нема да собира во машините. Така да за
4 години, како што реков, планираме да имаме околу 400 до 500 машини, што по некои други стандарди за вакви машини исто за големината на Македонија би било доволно, и тоа би бил морковот што би го дале, да се вратам повторно на тоа што го реков, би бил морковот што би го дале на граѓаните, бидејќи секој граѓанин што ќе врати лименка или пластично шише во тие апарати ќе добие поени, односно финансиски ќе може да ги валоризира во некои од продавниците. Сега е тоа само во вера. Веруваме дека ќе работиме на таа страна да може на многу други да плаќа локални услуги, општински услуги, данок, превоз, интернет, така да ти бидат граѓаните мотивирани во тој дел. Добро, ви благодарам што бевте дел од 360 степени. Во земја во која граѓаните се соочуваат со базични проблеми и преживување од ден за ден, ова може да личат на далечни и не толку важни теми, ама ако не ги отвараме утре, за година, 2, 3, 5 ќе станат многу погорливи прашања и проблеми и тогаш и потешко ќе се решаваат. Благодарам уште еднаш што бевте дел од оваа емисија. Благодарам. По уште една пауза е саботажата. Настрана од очите на пошироката јавност на локалната политичка сцена цутат неверојатни таленти, кои пленат со својата раскошен речник и со однесување кое нуди вистинска слика за тоа како пристојно треба да се одговори на функцијата која ја доверуваат избирачите. Некој си пичлиме што скока низ огради. Некоја си заебана сила воздушна. Па одиме заедно на психијатар, ако не ве и заедно. Иначе бев три пати ме врати несети вика за овде. Значи што стварно за негде не за минуло, не се врати пошијам вишок адреналин, морам да го испуштам. Што сакам можам да правам. Ако сакате безбедување, викате, но ме заболе таквото. Јеби ga, разбираш? Мој вокабулар. И како сакам че зборувам. Ако не му залепи шамар некој ноги, нема се вразума пичка. И благодарам. За разлика од мераклиите на сочни муабети и богатството на зборови кои ги користат, постојат функционери кои традиционално и редовно не умеат да го погодат тоа што сакаат да го кажат, односно знаат што да кажат, ама никако да го потрефат потребниот странцизам. Еден од покрупните проекти кај што граѓаните, уште сега сакам да го најавам тоа, че треба да бидат корпоративни, кооперативни или подготвени да соработуваат, треба да бидат и штипските кучиња скитници. Тие се однесуваат како животни и претеруваат со нивната некоректност. Па не само што џабе јадат од храната по тамошните гробишта, туку почнале да бараат и бесплатен превоз. Или правиме ги тие работи што се прават на гробишта, свекичка да се запалят такви работи. И дојде едно куче големо како шарпланинец. Сега не знам точно раста, ја рипна на гробо, оше да ни зеде. Значи сакам после тоа околото половин сат отвориме вратата, улезе преку нас, околото половин сат го чекаме да излезе. Не смееш да го налутиш, ки ти зеде. Околу 40 минути древаме со Сидми 20 метар далеко од колата за да излезе. И значи оно кога сака излезе. На Шар планина, освен кучиња, како и на секоја друга планина, има вегетација. Во неа спаѓаат шумите во кои има дрва. Од нив, меѓу другото, се прават дрвени лажици. И се дотука би требало да биде логично, освен ако новото време и живењето во урбаните средини не предизвикува сериозна сеча на знаењето од која се подзинува по поставеното прашање. Од бука, клиника, тие две дрва се најубави. Каде може да се најдат? Каде може да се најдат? Може планина. Дрва очигледно има, ама тоа што навистина тешко се наоѓа е етика во политиката. За среќа, во земјава има ретки примероци кои се придржуваат до тие високо поставени стандарди. 3 децении се столб на интегритетот и воопшто не размислуваат да попуштат. Не сакам многу да морализирам. Сега е ситуација кога ја морално би се чувствувал лошо ако би им кажал на моите луѓе, јас се повлекувам, чао. И на крајот,
Не е морално да се знае географија, но важно е ако се сака да се има издржана теза дека Украина не треба да добие кандидатски статус. Норвешка вика не може да влезе во Европска унија зашто има 5 клучни точки. Првата е корупција. Втората е што олигарси ја водат политиката во државата. Третата е неонацизам. Црно на бело. Од Норвешка задутре пред Европска унија. И во рете што од 5 беа наброени 3 аргументи, но тоа што е особено важно е дека за кандидатурата на Украина не може да решава Норвешка. И не само тоа, туку таа не се ни прашува. Не за друго, туку затоа што баш Норвешка не е членка на Европската унија. Толку за вечера, благодарам што бевте со нас. Пријатно до понеделник во истиот овој термин.